Добар ден, драги наши! Повторно сме заедно во првото издание на најкраткиот месец во годината февруари. И денеска повторно со иста радост, со исто расположение, но во ново друштво ние сме тука со нова тема да ви подариме нови 90 на минути во кои што малку ќе разменуваме енергија, малку ќе полемизираме, малку ќе споделуваме своји искуства, но најважното од се е што мотото на целото ова наше денешно тематско дружење е да забраниме веќе грижи, секираци, нервирања за работи кои што не можеме да ги промениме. Многу често ние сме оптеретени од тековните случувања, од загадениот воздух, од многу нешта кои што не тангираат, не загрижуваат и понекогаш не фрлаат во депресија, но има работи кои што реално не сме моќни да ги промениме. Бидејќи малите нервози создаваат големи нервози, големите нервози создаваат многу големи стресови, а стресовите пак раѓаат 350 физички и психички заболувања, тоа значи дека само можеме да си направиме од лошо по лошо. Ете затоа сме денеска да зборуваме на една тема која што не е нималку лесна, но од друга страна пак ќе не подсети дека залудно го трошиме времето и нашите живци, а бидејќи нашите живци секогаш многу убаво реагираат на добра музика, ние си го започнуваме дружењето со убава музика и со нашите домаќини кои што редовно ни го разубавуваат дружењето Джулија Акустик. Tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, hear me tonight, 'cause I let you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. In your eyes. Ете,
Се е веќе поинаку кога ќе започнеме со музика, за нервози, за стресови, за грижи веќе не дискутираме, но ветивме дека денешнава емисија ќе ја посветиме ние токму на оваа тема, бидејќи нималку не е така наивна. На оваа тема мене и вас друштво ќе ни прават прекрасни луѓе, прекрасни гости за кои што јас веќе добивам повратни информации, постојано ми стигаат пораки и коментари дека сме одбрале супер друштво за денешнава емисија. И редно време е да ги представам и да ги поздравам нашите денешни гости Верче Пантиловска, Мартија и Миле Кузмановски, нашиот крал без круна. Добре ни дојдовте. Добро се најдовме. Браво. Како сме денеска? Добар ден, благодариме за поканата. Прекрасно, супер сончев ден и мислам дека веднаш позитивна енергија и влијанија во нагорна линија позитивна делуваат на сите. Мириса на пролет помалку. Апсолутно, да. Ви благодарам што најдовте време. Знам дека недела е ден за семејството, знам дека недела е ден кога ги одлагаме сите наши професионални обврски, но недела е ден и кога ние со еден ТВ им го разубавуваме животот на многу луѓе кои што се во своите домови и на кои што недела не им е многу поразличен ден од останатите. Има луѓе кои што за жал од X причини се принудени да бидат дома често и во останатите денови и неделите затоа ги правиме да бидат посебни, поубави и побогати. Денеска со една тема која што многу пати можеби мислиме дека е сосема нормално да бидеш нервозен, да бидеш загрижен, да ти се кренат нервите вака за банални работи, но тоа не е воопшто наивно. Така нели Мартија, ти можеби во темава имаш најмалку искуство, но и ти имаш своји грижи, нервози и нешта за кои што сум сигурна. Така, за моите години соодветни јас имам, но не се некои страшни проблеми, али како и секое нормално дете, како и секој нормален човек и јас се нервирам за можеби се некои банални работи, но се нервирам и јас. Миле, колку ти се пронеде во темата? Колку често се нервираш за ситуации кои не умееш да ги контролираш или не се во твој домен? Едноставно тоа е нешто што е неминовност. Па нормално е да се нервираш, живееме во такво време. Секој ден има некаков предизвик. Дали ќе ти се случи тебе лично, дали ќе се случи на некој кој што го познаваш и не го познаваш, небитно. И тој е момент кога некогаш зависи од нас. Нели? Ако се случи, има и човечки фактор. Можело и да не се случи, можело и да се случи, но нешто некогаш не можете да го промените. Да. Тоа е така и никако другачие. Таков бил текот на ситуацијата и моментот. Да. Така да не можете да промените ништо, освен да пробате што помалку да го преживеете тоа некако на... Или што побезболно, што ако побезболно. е возможно. Така, ако е возможно и да што побргу да го тргнете од вас. Од дневен ред. Од дневен ред. Да. Така. А обично нас сите предпоставувам овдека, па и луѓето што не гледаат, ситниците некако мене барем повеќе, неверојатно повеќе него онакви, нели, сериозни проблеми кои што мораш да ги и на нога да ги дочекаш. Да ги износиш. Така е. Да. Мене може да ме измести таков момент, пример. Ситница која што во моментот мислам дека е непотребно да се направи така или не знам, било како. Верче, ти на оваа тема колку многу имаш размислувано и колку работиш на тоа да ваквите нешта не делуваат многу страшно на тебе или не ти ја трошат енергијата, бидејќи ние сме сите секое утро кога отвараме очи понесуваме одредена енергија, нели, зависно од тоа што сме акумулирале и што сме дозволиле толку силно да делува на нас. Па добро, ако тргнеме, веќе ова навлегува во делот на психологија, ако тргнеме дека имаме различни типови карактери на луѓе кои што различно ги доживуваат сите надворешни влијанија и ситуации кои што во еден живот делуваат на еден човек, на една индивидуа. Ќе тргнам од себе си дека овие неколку години наназад научив дека надворешните влијанија не смеат да влијаат на нас. Зошто? Затоа што ако некој денеска ви каже вас вие Сузана или вие Миле сте лош човек, тоа не треба ние да го доживееме така. Значи не смееме да дозволиме ниеден збор да не повреди, затоа што тоа само на нас лошо ќе делува. Ама и од секоја уста не треба да не повредува, нели? Апсолутно, затоа тие надворешни влијанија и тие надворешни ситуации кои што секојдневно ни се случуваат, навистина треба да ставиме еден наш одбранбен механизам, еден зид кој што нема да дозволи да влијаат на нашето расположение.
секој човек различно гледа на нештата, секој човек различно гледа на работите. Меѓутоа, живците се единственото нешто кое што не се регенерира и не се обновува, затоа треба многу длабоко да размислиме дали ќе ги трошиме на ситуации кои што се небитни од некаков минлив карактер и дали ќе дозволиме некоја ситница нас да ни го наруши денешното секојдневие. Значи да ни го наруши нашиот ритам и нашата позитивност. А позитивни сме онолку колку што сакаме ние да бидеме, затоа што тоа зависи само од нас и од никој друг. Така е. Јас мислам дека уште на самата најавна шпица веќе добив сигнал дека гледачите се љубопитни и едва чекаат да ги вклучиме и нив, да си го кажат своето мислење на темата, па макар и своите искуства. И доколку ги имаме првите двајца гледачи кои што не чекаа неколку минути, јас ја молам режијата да ни даде барем еден на почеток. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вашата емисија и убаво неделно попладне. Преубави гости и теми прекрасни. Но да не заборавам, значи музика имате, дечки се прекрасни. Толку убаво свири дечкото и пее девојката, значи секоја чест. А за темата би кажала, јас со текот на годините веќе знам да се контролирам и да не ме нервираат, макар да кажам ситните нешта, освен што се одесува за моето семејство. Веќе други вака ситни нервози ги игнорирам повеќе. Така. Тоа човек со тек на годините се од искуство се води така да ги елиминирам нервозите. Така. Сте се нашли ли во некоја ситуација да многу се вознемирите и да не можете едноставно да ја напуштите таа негативна мисла, а не се однесува лично на вас, на некој ваш личен проблем, туку се однесува на нешто друго што едноставно не треба да делува на вас, но ете успеало да ви ја поремети енергијата? Да, секако секој човек си има најдено таа ситуација, но јас се кажувам, највеќе гледам да ги игнорирам нештата, или ако се наоѓам дома, например, ако тоа телефонски ми се случило или така, знам да си пуштам музика и ви кажам да си се изнаиграм. Одлично. Така да тоа музиката некако ми дава позитивна енергија. Супер. Не ми го кажавте вашето име, но како и да е, оставете ги вашите податоци во режија, добивате на подарок една книга, тоа е мојот прв автобиографски роман Куфер со соништа, можете да си го подигнете од просториите на 1 ТВ. Душанка на телефон. Драго ми е, Душанка. Да прашам, немате подароци од ДМ? Не. Денеска за жал немаме. Пријатно, секој е добро, пријатно. Дали е вториот гледач на линија се уште тука? Не. Немаме втор гледач, но ја ќе замолам режијата да констатираме каков знак имаме ние гледачно, каков знак ќе стои денеска во 1 ТВ од денеска па натаму, значи знакот за забрането секирање, ве молам, ете така, да ги подсетуваме постојано нашите колеги, нашите пријатели, нашите гости, сите луѓе кои што се околу нас, дека претераната грижа, претераната мисла кон нешто што само може дополнително да ја влоши ситуацијата, не води кон ништо добро. Ајде да го чуеме ние следниот гледач. Добар ден, повелете. Кој ни се јавува? Ало, здраво, Сузана. Здраво, добар ден. Ви сакам да поздравам, да ви кажам дека ви е прекрасна емисијата и ви благодарам и на вас и на гостите и на Џулија Кустиш што не го разубавувате неделно попладне. Супер, супер. Ви благодарам многу. Околу темата нешто ќе ни кажете ли? Па, сметам дека музиката е секогаш начин да си го лесниме денот, да ние си ја тргнеме мислата и сметам дека е најдобар начин да го намалиме стресот што е неминовен. Одлично. Тоа е мојот начин. Еден роман не вели збогум оди за вас, ве молам оставете ги вашите податоци во режијата, а ние ќе си го продолжиме разговорот. Мислам дека немаме следен гледач на нашата телефонска линија, но сепак имаме уште еден. Ајде да го чуеме и него. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Убав ден. Поздрав до сите во студиото. Ви благодарам. Прекрасна емисија, прекрасни луѓе, прекрасни гости. Посебен поздрав до Миле Кузмановски и Не кани ме со очите. Ви благодарам. Многу убава песна, да. Вака, од Цветениполе се јавува, моментално немаме директен пренос, уствари има прекин на програмата, не знам дали е до операторот. Меѓутоа ќе кажам вака,
во денешно време многу се нервираме, многу често се нервираме и треба човек да е луд ако не се нервира. Значи, ние сме веќе сите некако до крајот со живците. Помалку полудени, да. И веќе ни е се исто. Што се случува околината, то со нас политиката влијае најмногу. Колку и да сакаме да останеме присутни, не можеме. Така е. За тоа нема вакцина. Не измислија вакцина против... Да има вакцина, ќе биде сомнителна. Против нервирање. Да, имате во право, тоа е веќе многу дискутабилно. Сузана, посебен поздрав до тебе. Благодарам многу. Многу ведрина во телевизијата со твојата емисија. Има малку трема, ќе извинете. Нема проблем, никаков, сосема е разбирливо. Романот Реставратор, мојот 10-ти роман оди за вас. Верувам дека, како и за многу други гледачи, ќе се потрудиме и вам да ви го доставиме, бидејќи доста од гледачите кои што ни се јавуваат од натрешноста имаат молба и барање да ви ги доставиме по некоја од брзите пошти, но оставете податоци, ќе бидеме во комуникација и ќе ви ја доставиме книгата. Секој е добро. Поздрав, пријатно. Јас се обидов вака малку да истражам и да видам некои студии кои што се правени, како и анкети кои што се правени на темата зашто граѓаните се нервираат најчесто и зашто најмногу дозволуваат да им се уништи еден убав ден, еден убав период од својот живот да го потрошат во напразно изгубени муабети за работи кои што навистина ние не сме мокни самите индивидуално да ги промениме, значи и дојдов до овие резултати дека најчесто луѓето се нервираат за ситуациите кои што се во политичките промени во една земја. Најчесто се нервираат кога станува збор за меѓучовечки односи на работното место во кое што работат, бидејќи сите наши колеги и колешки не можат да ни бидат стално нас по кејф. Секогаш ќе има некои со кои што, како и што ќе има и со ученици кои што може би ќе не нервираат или кои што може би нема да бидеме со нив на иста бранова должина. Најчесто се нервираат за семејни релации кои што не можат баш лесно да се испеглаат и има семејни проблеми кои што луѓето не можат баш среќно секогаш да ги разрешат, особено кога станува збор за наследства и ред други работи. И четвртата работа за која што луѓето најчесто се нервираат и губат живци, според мојата студија, е љубовните односи, љубовните проблеми кои што постојат од како постои светот и векот и така натаму, и тоа е нешто што е сосема нормално да се нервираш за љубовта. Вие ќе ми го кажете вашето мислење, зашто вие мислите дека најмногу на ова небо се нервираат луѓето, но сакам Мартија да ја прашам зашто една тинејџерка најмногу може да си го испоремети расположението, еве конкретно ти, што дозволуваш да влија и да делува на тебе? Па јас искрено не се нервирам многу, затоа што гледам целиот ден да си го организирам, например, недела предходно. Секоја недела си организирам како што сакам секој ден, буквално секој час ми е на место. Но кога ќе се случи некоја нешто непланирано, ќе излезе како така. И навистина ме вади од такт, но гледам да се справам со такви ситуации, да go with the flow, да го поминам така. Најдобро што можам. Дали си самокритична кога си прислушуваш некоја твоја снимка? Дали тука знаеш? Секогаш, дефинитивно. Секогаш е недоволно добро сработено, но тука се мама и тато, тука е мојата Ивана, менаџер, која што секогаш ми дава буст, за да си добијам нели само доверба и... Ти си трето дете во семејството, најмалечкото. Колку другите ги нервираш, помалце или не ги нервираш? Многу. Да? Признај. Сабајлево се скарав со сестра ми малце, поради тоа што не знаев што да носам денеска на емисијата и кажав, ќе ми дадеш нешто да облечам твое, знаеш, некоја блуза, нешто. А не може, се караше вчера со мене, не може да ти дадам. Леле, добро, и се нервирав цело утро поради тоа. После тоа косата не беше добра, па си ја врза вака, си ја собрав. И тие се причините за тоа што јас сум нервозна или не знам, луѓето ќе ме сретнат и ќе ме видат намрштена. А вака нешто сериозно, навистина, нема. Или единствено за школа можам да се исто изнервирам, кога мислам дека немам доволно време за да научам за некој тест. Јас имам доволно време и можам навистина брзо да научам, но тоа е чисто
до мрзат. Тешки секираци, Миле. Такви се годините. Многу големи секираци. Такви се годините. Не знам зашто ми е познато ова све. Така, на сите ни е познато. Мартија е една прекрасна млада тинејџерка која што навистина воодушевува со нејзината зрелост, мудрост, со нејзината енергија и харизма која што ја зрачи, посебно со нејзиниот музички талент кој што е толку евидентен и толку препознатлив низ годиниве, Миле, нели? Да, секако. Не каниме, гледачката пред малку ме израдува кога речем и многу голем поздрав до гостите, посебно до Миле Кузмановски, не каниме со очите. Таа е. Се уште ли не каниме со очите? Се уште е. Се уште. Испеа толку големи хитови последнија. Јас би рекол за жал. Добро, и кралот е тука негде и се што побара во тебе Господе, но таа е песна која што е мојата лична карта. Нели, каде да се појавите, е некако асоциација, првата асоциација е не каним. И благодарам на тимот што ја направи и благодарам на Бог што ги состави коцките да бидам јас тој. Што ти ја даде толку на почеток на кариерата, бидејќи сите пејачи ја немаат баш таа среќа. Па не беше на почеток, но добро. Не ме заборави. Прилично. Затоа што километражата беше направена веќе помеани Скопски низ Македонија. Така да, добро, но и упорноста е тука. Ти беа припреми? Припреми, да, визински, низински, секако. Некако, добро, најверојатно тогаш требало да биде. Ете и тој еден момент, не можете вие кога сакате, него мора тоа да се намести. А универзумот си има план за секој од нас. Да, сигурно има план за сите нас. Кога, зошто тогаш не ја подоцна или па имало моменти, нели, некому му дал многу рано, па и после згаснува, го нема. Па. Има нешто зашто е тоа така. За да потраеме, најверојатно. Апсолутно, да. Верче, свеста полека се буди и на овие простори и воопшто во светот луѓето за да се заштитат себе си, за да си обезбедат еден поквалитетен животен стил, почнуваат да се занимаваат со X техники со кои што можат да ги избегнат овие нешта, овие секирации за кои ние денеска зборуваме, надворешни влијанија, кои се некогаш толку силни и некогаш толку многу знаат да не фрлат во аут, да буквално не можеме ниту да ја препознаеме нашата причина за среќа, едноставно сме обременети со туѓата несреќа. Што правиш ти за да се заштитиш и за да можеш да бидеш порелаксирана и да можеш да имаш квалитетно поминат ден, добро проспиена ноќ, бидејќи ако во ноќта имаме ние некакви маки, некакви неволи кои сме си ги понеле во кревет со нас, не е баш тоа добро така да го имаме често пати. Добро, јас сега прво малце ќе почнам глобално, дека нашава земја, значи има прилично голем број на сончеви денови, што самото тоа што значи за разлика од другите нордиски земји кои што се прилично имаат оние бели ноќи, имаат денови ноќи кои што не е сонце и темница, значи буквално се со 90% од населението кое што извршува самоубиства, кое што е негативно настроено и кое што има проблеми секој еден, тоа е многу нормално во тие земји. Тие земји да не се вклучи таму скандинавските земји. Тие земји оди на редовни психијатриски сеанси кои што нели. А има минимум невработеност. Така е. Во тие земји нема невработеност, но нема сонце. Нема сонце, нема серотонин, нема среќа, нема радост, има многу депресија. Значи од тој аспект ние како Македонија сме многу среќни луѓе и тоа треба да си го цениме затоа што од 365 дена во годината навистина имаме па повеќе од половина сончеви денови. Значи многу малку е оној тмурен период како на пример англичаните што да кажат во Англија и во Лондон каде што 8 месеци во годината врне дошти е апсолутно тотално депресивно. Значи прво треба среќата да си ја пронајдеме у тоа што го имаме и каде што живееме, со она што располагаме. Освен тоа, мислам дека секој човек треба да се наврати кон себе си. Јас лично овие 2 години учев како првенствено да испразнам главата со сите мисли, со сите влијанија на точно надворешни кои што делуваат на секој еден од нас, сите ситуации кои што се случуваат во текот на едно 24 часовно, значи секојдневие. И тоа е многу битно да знаеме како да го пуштиме вентилот и чешмата со сите работи да истече на друга страна, за да можеме
да си обезбедиме прво квалитетен сон, затоа што квалитетниот сон обезбедува квалитетен ден потоа. Да, не можеш да го започнеш денот ако не си Апсолутно. наспан. Апсолутно. Друго, мораме да совладаме техники кои што се врзани со нормална нашата психа. Прво, како личности, самите себе си мораме да се надградуваме. Значи, никој не се родил учен и не е срамота и на 30, 40, 50, 60 или 70 години да почнеш да се бавиш со некаков тип на йога, активности кои што ќе те делуваат позитивно на твоето битие и тело, затоа што your body is your temple. Значи, ако вие и вашето тело не се сакате, не може никој друг да ве сака повеќе отколку вие самите себе си. Така да, секогаш мораме да се навратиме кон она дека мора да сме сконцентрирани и пред се да бидеме добри сами за себе, за да можеме да бидеме добри за сите други понатаму. Така е. Многу убаво го кажа ова, јас ќе се надоврзам, но прво да видам дали е тука се уште гледачката која не чека. Добив информација дека имаме уште една гледачка. Добар ден, повелете. Добар ден, Магдалена на телефон. Здраво, Магдалена. Темата ви одлична, односно се повеќе актуелна, односно ја живееме секојдневно. Нервозите, односно стресот е нешто низ кој секојдневно го дишеме, што се вели. И една од основните... Се слушаме? Се слушаме, да. Да, една од основните тези е дека треба да исклучиме во нашата листа на приоритети што треба да направиме, што можеме да направиме и што сакаме да направиме. Ние не можеме светот да го промениме и да направиме се да функционира така како што ние сме замислиле. Значи, она што е наше право, она што е наша акција, наша должност, одговорност, треба 100% да го направиме. Знаете зашто за мирна својот, така? Така е. Она што зависи од другите, она што ние сакаме да влијаме, например, на нашите деца, пријатели, да им дадеме совет, како ние мислиме, ние можеме да го дадеме советот, можеме да направиме добар разговор, да помогнеме, но не е наше. Сваќате? Ако не треба нешто да се оствари, ако нешто не можеме да промениме, треба да ги оставиме работите да течат. Една од основните техники која помага во сето ова е јогата. Навистина пред тоа зборувавте, или па е било која техника што ќе ти го смири умот. Умот е нашиот саботер и оној кој вели дека нешто можеме да направиме за светот, а ние знаеме дека не можеме да го промениме. Значи, треба да практикуваме убави техники кои нас не прават креативни, смирени и така натаму. Да, одлично. Работа на себе, да. Прекрасно. Магдалена, многу голема благодарност за вклучувањето во живо. Една книга е нека биде фејсбучарење токму и за вас. Оставете ги податоците во режија. Од тие причини и Верче ја спомна јогата, од тие причини и медитација секако, значи јас сум 2-3 пати во неделата во Art of Living центарот за јога и медитација во Скопје, каде што навистина го пронедов својот мир и каде што направив баланс на моето емоционално, енергетско, физичко и духовно тело и каде што навистина квалитетот на живот далеку повеќе ми се промени од претходно. Дали имаме ние уште некој гледач на линија? Имаме. Ајде да го чуеме и следниот гледач и ќе го продолжиме разговорот, малку и ќе попееме. Ако ми сте расположени, вака можеме и да попееме. Ако не сте во моментов, Джулија Акустик, знам дека се секогаш спремни. Добар ден во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? На телефон е Ане, пред се поздрав до вас. Здраво, Ане. Како сте? Одлично, станавте дел од нас. Се слушаме скоро секоја недела, така нели? Да. Браво. Ве следам редовно. Супер. Поздрав до вашите гости. Благодарам. Верче одличен вокал. Нашата мала представничка исто така одличен вокал. И поздрав до нашиот крал без круна. Фала. Јас би сакала малку да поразговарам околу темата која ви е денеска на телевизијата. Значи, колку повеќе можеме да бидеме среќни, избегнувајќи ги сите негативни луѓе околу нас. Значи, се трудам да ги избегнувам негативните луѓе, се трудам среќни да ги направам оние околу мене, кои можам да ги направам среќни. Така. И не знам што да ви кажам друго. Навистина би сакала сите од нас да бидат
повеќе среќни отколку тажни, но сепак постојат некои мали работи кои навистина направат тажни и не го пореметуваат биоритамот и слично. Но сепак мислам дека на сето тоа треба да не се оддава никаква голема важност. Многу убаво го кажавте сето ова, Ане, и верувам дека секој еден човек, доколку се сака и почитува себе си, својот живот, а на сите нам ни е драг животот и сите ние би сакале што подолго и што поквалитетно да го изживееме со сите задоволства што ги носи, секој треба да поработи на себе и да ги елиминира едно по едно нештата кои што го прават несреќен, го прават тажен, замислен и така натаму. Еве, нека биде невели збогум подарок романот за Ане. Ќе искомуницираме по завршувањето и се разбира со останатите подароци од претходно ќе ви го доставиме и овај роман. Благодарно што и денеска ни се вклучивте. Многу, имајте убав ден. Ви благодарам многу. Ете, тука мислам дека завршуваме со блокот јавувања на гледачи. Нешто подоцна повторно ќе ве вклучиме. Мартија, знам дека ти си секогаш за песна и секогаш си расположена за нешто убаво вака, па макар и од седење да ни подариш. Миле и Верче ќе уживаат, јас и Џулија Кустик секако, а за нашите гледачи можам само да замислам, бидејќи пред 2-3 години, ако не и 4, кога прв пат се појави, ти навистина беше едно големо освежување и една голема убавина вака ни приреди на сите, да можеме да бидеме горди на тебе и од далеку. Што ќе ни отпееш? Па од Тоше Соба за тага, само рефренот тага. Супер. Да слушаме. Помеѓу врати прозорци на кревет спомени лежат. Тука се моите чекори, но како олово тежат. Од мене што и да бараш, јас сум на адреса стара. Помеѓу врати прозорци на кревет спомени лежат. Тука се моите чекори, но како олово тежат. Моја си замка, паднав и спијам, сите си мислат дека се кријам. Нема да пројде само од себе, се ме боли после тебе. Браво. И се уште боли. И се уште боли, навистина, толку многу боли и толку многу е присутно неговото отсуство, што навистина боли секој испеан збори, ако беше ти многу малечка. Па јас искрено не се сеќавам на моментот, но знам дека кога таа година сите беа така натажени, нема што да слушаат, сите го пушта само Тоше. Масовна, колективна тага, болка и се сеќавам и навистина и мене ми е сега ми е потешко отколку тогаш, бидејќи бев мала. Ни остави музика, во секој случај ни остави музика со која секогаш ќе биде со нас. Миле, кажи ми, што мислиш, кои се последиците на стресот кога ќе му дозволиме да ни стане секојдневие? Што ризикуваме тогаш да изгубиме? Па, прво сигурно здравието, многу нормално. Сигурно ќе удри некаде. Здравието секако го губиме. Ако е континуитет, зборуваме сега, ако е континуитет, редовна нервоза, редовна депресија и било што да е, сигурно еден организам мора негде да пукне. И тоа е нездраво, тотално нездраво. Но ако сме постојано ние негативни, тмурни и ако постојано само се жалиме и кукаме, нели се ризикуваме да изгубиме работата? Секако. Бидејќи ниеден работодавец не сака таков работа. Така е. Ако сме такви, ќе ги изгубиме и пријателите. Нели? И пријателите сакаат личност која е насмејана, која е ведра. Секако, па, нели, и поготово нашиот живот јавен, се среќаваме со многу луѓе. Се и не можете секаде само да се кикотите кој зелен, нели? Да. Но и не мораме да кукаме, бидејќи ако кукаме на никој не му е гајле. Никој нема да ви помогне. Никој нема да ви помогне, ќе морате сами да си помогнете и да излезете од некоја ситуација. Дали е работа, дали е, не знам, училиште, било што во животот што ќе ве сретне. Така да јас за себе ќе кажам, некако брзо се регенерирам. Може би нешто ќе ме погодело дента, но брзо тоа го заборавам, го тргам, не сакам да го размислувам. Поминало, прошло, готово, не можеме да го вратиме назад.
моментот. Можеме да поправиме нешто, следен пат ќе знаеме како, нели? Се нешто ни се случува во животот ново и учиме со тие случки и учиме да бидеме и позрели и некогаш поодлучни и да знаеме што сакаме и така натаму. Така и пак ќе кажам колку ќе дозволите да допре до вас. Така е. Вече кажа дека до пред некои 2-3 години поинаку се реагирала на одредени работи. Што ти се случуваше да се фатиш себе си изгледа најверојатно вас двете јогата ви помогнала. Во каква ситуација? Јас признав вака отворено, јавно и многу ми нешто ме познаваат и знаат дека јогата стана дел од моето секојдневие и дека далеку Добро, убаво сте нашле. Добро, не, мене конкретно почнав да работам во едно здружение на граѓани каде што се бави со едукација на население, значи каде што тие вештини се практикуваат и се учат другите луѓе, значи што е она што ни треба, што не ни треба, од комуникацијски вештини до невербална комуникација, вербална комуникација, телефонска, директна, писмена, устна, значи вештини за подобрување на нашите мисли и размислување, затоа што пред се морам да кажам дека доколку јас лошо размислувам за Миле денеска, тоа пред се мене лошо ми делува. Знаете зошто? Затоа што работи кортизон кој што нас и нашето тело ни прави лошо да се чувствуваме. Значи прво лошо си правиме за себе си, ако било што лошо помислиме за некој друг. И сега ако тргнеме од таа теза, тогаш мораме пред се да бидеме позитивни и да размислуваме позитивно, затоа што насмевката не кошта ништо, среќата е бесплатна, само треба да си најдеме начин како ќе ја доживееме. А што е бесплатна и заразна е. Така. Само треба да ја дозволиш, да ја дадеш пристап. Секако. Ќе се надоврзам на онаа гледачка која што се јави меѓу првите во врска со надворешните и влијанија и ситуации кои што кажа дека не може да се променат. Тоа е точно така. Не можеме да ги промениме, ама можеме да се промениме себе си. Значи, не можеме да го промениме светот, ама можеме да се промениме самите ние кон нешто подобро, за да утре бидеме подобри од денеска и од вчера. Да. Многу убаво кажа. Мартија, дали си забележала во училиштето каде што учиш, дали ги разликувате наставниците, ги разликувате по предметите и по се останато, но дали ги разликувате по енергијата и по начинот на кој што тие приоѓаат кон вас и кој од нив докаде може да ве мотивира, докаде може да ве блокира во одредена амбиција, бидејќи јас за жал ми се случувало во моето најрано детство да имам наставничка која што ме демотивирала во она што го сакам и тоа оставило некаде белек. Голем белек оставило во мене. Да не го сакаш предметот. Да го отсакам нешто за што сум била родена. Да. Јас искрено конкретно ќе зборам за хемија. Многу ја сакав хемијата и сите ми збореа дека наставничката што ќе дојде во 8 деление ќе биде навистина лоши, дека ќе ја отсакам хемијата и дека готова крај за мене. А јас навистина сакам математика, хемија и природни науки. И кога дојде наставничката, на мене толку многу ми се допадна незиниот начин на предавање и на начинот кој што ги предаваше лекциите. И веднаш го разбирав тоа она што го збореше и без учење дома, без ни 15 минути читање, јас го знаев тоа веќе. Научено ми беше и но останатите деца, бидејќи не знам дали таа е малце бара дисциплина и едноставно не знам, но им смета тоа на нив. И не знам, тоа е проблемот кај нив. Секој не може да се носи со одговорноста, да. И пример, не може секој наставник да те мотивира, како и вие што рековте. Јас го имам како да кажам, чувствувано тоа, да. И кога, например, некој предмет, некој наставник ќе ни предава, јас не го разбирам и едноставно не ќе да го учам, а на приватните часови кај што одев порано, кога ми помага со учење и со достигнување на материјалот, ми беше толку интересно и позабавно и навистина сакав да го учам тој предмет, но зависи до наставникот како предава и до пристапот. Дали има желба да предава. Јас не сум по хемијата, не сакам баш многу хемија, ама многу сакам музика.
Музичко И е. затоа ние ќе одиме со малку Музичко петка имавме. Час по музичко е секогаш вистински Спаса. избор, драги мои. Одиме, а во меѓувреме не заборавајте дека е забрането секирање од денеска. И знакчето да почне. Ете го така, знакчето. Ова мотивирачко со секирчево. Со секирчево, да. Да, Look at me. It really was not easy, but I can't breathe. And I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Ooh, oh, I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh, I wanna hold you, I wanna love you tonight. Ooh, oh, I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh, I wanna satisfy, I wanna make you cry. Follow me to a place where we can be absolutely free to be exactly what you want to be completely. I lose control, it's when I need you more. Give me the key to set your heart and spirit free. Ooh, oh, I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh, I wanna hold you, I wanna love you tonight. Ooh, oh, I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh, I wanna satisfy, I wanna make you cry. I know what I want and I know that I need it right now. Gonna take your journey to a faraway place now. Gonna take your journey to a faraway place now. Oh, oh. Ooh, oh. I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh. I wanna hold you, I wanna love you tonight. Ooh, oh. I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Ooh, oh. I wanna satisfy, I wanna make you cry. I'm gonna fly like a bird in the sky, just you and I. I'm gonna fly like a bird in the sky, just you and I. Gonna fly like a bird in the sky, just you and I. Oh, I wanna love you now, I wanna take you high, I wanna give you everything that you desire. I wanna love you now, I wanna take you high, I wanna give you everything that you desire. I wanna love you now, I wanna take you high, I wanna give
sky, just you and I. I'm gonna fly like a bird in the sky, just you and I. Gonna fly like a bird in the sky, just you and I. Оди сега река се насекира некој да видам, а? После ваква музика не можеш да останеш да, насекира. Сега, ако музиката и спортот се сегаш најпозитивните нешта во животот на секој човек. Така е, за сите оние кои што ни се вклучуваат нешто подоцна, може би е време ручек, може би бевте некаде на ручек или како и да е, знам дека сте на фреквенцијата на 1 ТВ. Ние зборуваме со нашите гости за тоа колку често се нервираме за работи кои не можеме да ги промениме или едноставно не зависат лично од нас. Кажавме кои се според многуте направени анкети и научни студии, кои се 4 причини зашто луѓето многу често се нервираат за нешта кои апсолутно не можат да ги сменат. Тоа се политичките случувања, тоа се семејните релации, тоа беа љубовните односи и што беше четвртото? Беше работното место. Односите, значи на меѓучовечките односи на работното место, кои што не се секогаш на некое добро и завидно ниво. Јас денови малку пребарувајќи околу информации околу темата, прочитав една новина која што ја спроведуваат јапонците веќе во сите компании, во сите фирми, дека за да се намали стресот на работното место, воведуваат задолжително спиење по 60 минути за време на нивните работни. Го виде, нели? Тие работат. Јас не го видов, ама имам некои други сознанија од нашиве простори, конкретно за Македонија, дека голем дел компании кои што се бават со кои што се големи компании, значи веќе имаат во своите тимови ангажирано луѓе кои што се физиотерапевти и секој од вработените има можност, значи некој си 15 до 20 минути да практикува некаков тип на масаж. Дали е тоа ради седење или ради кичма, грб, врат, раменици и така натаму, значи што навистина многу пријатно ми изненади. И дури има некои кои што практикуваат на своите вработени, на своите тимови на вработени да им нудат спа услуги кои што се апсолутно добре дојдени за секој еден човек, кој што после долг работен ден, интензивни состаноци, договори и така натаму, значи своја активна работа може да практикува некаков тип на спа услуги, па макар и 1 час. Јас би предложила покрај физиотерапевти да ангажираат и психотерапевти, бидејќи тоа е исто така многу важен сегмент од нашиот живот. На нашево поднебие има потреба. Ние физички можеме вака да бидеме пушка. Може да си имаме баги проблеми ако не си разговараме со некое стручно лице. Шега на страна, значи воопшто не се шегуваме. Овој стресен начин на живот толку многу ги има обременето луѓето, и мажите, и жените, и младите, и возрастните, така да нас на сите ни е потребна стручна поддршка и разговор со лице кое што си е компетентно во таа област. Ајде им дадеме ние предност на гледачите кои што не чекаат повторно, па ќе видиме што имаат тие да ни кажат. Добар ден, повелете, кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден. Поздрав вас, за гостите, а посебно Миле го познавам, пошто многу одамна го слушаме. Поздрав, фала. И симпатичен ми е во пењето и доста радо го слушам. Интересна тема ова во денешниот живот. Јас би рекол трпение спасение на сите. Меѓутоа јас кога би најшел во некоја средина, што ги познам, или во моето семејство, да речеме, ако дојде до некој сукоп. Меѓутоа, фала му на Господу седне нешто во мој смисол, тако нешто. Ја викам, кога гледам нервозно така, викам, ајде бе луѓе, викам, за нервозно има Божа, викам, што се шират, викам. Така да, веднаш кога настапува некоја смеја тука,
и се разрешуваат брзо работите. Меѓутоа сега е 21 век, динамичен е животот, запнале луѓето по нешто да тргнат и тргнуваат, но кој каде стигнува, тоа никој не знае, зашто очекувањето сега не изврши се. Така да, мислам дека у моје време јас сум 67 годишен, работам во една огромна организација, 2000 луѓе, не сум имал прилики никога да тој работи мој век, секогаш сум бил добро примен, секогаш сум имал добри контакти со сите колеги и колички. И ако јас не можеш да ги познам без едно работно место, што мост на фирмата без, мора се преку мене све да помине. Иако не ги познавам сите ме познава, здраво живо. Така да, сум бил секогаш миролюбив, да смирувам страсти, да не речем материјално, но немало потреба. Така да, човек во ова днешно време не е она што беше минатото, сега емоција поднеизвестна. Да, ништо не е како во минатото, точно. Многу се сменија нештата, условите на живење, се сменија, луѓето се променија, така да... Многу нешто се сменија, па дури и општеството. Така, да. А ја не мислам тоа сега моментално, кој што рече господјава се пред нас, дека одредени големи фирми даваат пауза, даваат она, не знам сега дали им даваат овој пауза. А ние у наше време имаме и пауза, и журки правиме по канцелари, и немаше проблем. Воопште или да се нервираме, и што видим по сега, не знам дали е така баш. Ја не сум го доживеал ова сегашното, потоа 99-2000 година сум у пензија веќе. Наслужената во не ви закажав од Буковиќ општина Сарај. Така да ја живеам дека прекрасно со моето семејство, со мојот син и сна, сопругата моја и тројца внуци имам, тројца Арслан имам, ето се тука, а двајцата поголемите ги зема, отида да се прошетат недела немско убавдено, одете викам требајте. Да ви се живи и здрави. Да ви се живи и здрави, ви благодарам што ми се јавивте. И моите. Така. И благодарам што ми се јавивте. Да биле ето прашање што спрема моментално, што има, може да почне да го кажам, што сам не ве слушнав, што спремат и нешто некоја ново, и Стокхолм, и каде, така да слушам повеќе, пошто да сум го слушал лако во живо, миле. Благодарам. Поздрав, Сузана, за вас. Благодарам. Секој е добро. И да имате гости што повеќе. Ви благодарам, многу ве поздравуваме сите од овде од студиото. Да, спремив 2 песни снимени, се чекам да се измиксаат, да ги чуеме уште еднаш завршно како звучи тоа, да направиме 2 спотчиња и ќе бидат пуштени напролет. Одлично. Двата проекта. Супер. Дали ние и следниот гледач нас се уште на линија да му дадеме предност? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Колку често можеме да ги промениме нештата? Колку често се нервираме за нештата кои не можеме да ги промениме? Да. Значи, мојата порака воопшто да не се нервираме за тоа што не можеме да го промениме, него јас секогаш мислам во животот како да го совршам оно што можам да го променам. Така е. Обично луѓето денеска од срцеви удари, од стресови забора, најмногу гледајќи политика, не може да ја променат. Политиката е бркаат масони, мислам се знае. А луѓето воопшто не играат улога, се играат улога за еден глас. И тука најмногу се нервираат, очекуваат од политиката, од кладилниците, тоа е опасна работа, тоа се ниски луѓе за мене. Во Македонија многу е тешко и погрешна е идејата да очекуваш од политика да ти заврши работа или од кладилница да се збогатиш. Исклучиво јас се оддам на себе, на моите лични способности и квалитети, имам голем успех во животот, бидејќи работам на она што можам да го променам. Го усовршувам и околу мојата аура се надоаѓаат секогаш позитивни космички летови кои ми помагаат во животот и среќен сум. Им препорачувам на сите гледачи воопшто да не се замараат со она што не може да го променат. Најмалку со политика, затоа што политиката се само дел и марионети се луѓето, граѓаните, и нема шанса да ја променат. Менуваат политиката на слава на гласачите, оние што ја водат, мислам, водат криминалци секогаш во нашата држава политика и од тоа дигнете рака.
од кладилниците воопшто ништо не очекувајте. Едноставно само ќе се изложите на стресови, нервози, така не очекувајте ништо да патите во рака, ништо то не сепајте. И мислете дека сте позитивна личност секогаш, храбри бидете секогаш и тргнете ги тие мисли што ве нервираат секогаш за она што не можете да го промените, а мислите дека навистина е тука среќата. Среќата е во здравието, човекот и позитивните мисли, позитивната енергија. Така е. Сега формираме ние некој клуб така на интелектуалци во Кичево, просветен работник сум, и ќе побудиме голем интерес. Имаме гостување во вашата емисија за блиски дни на неверојатно. Ало. Да, се слушам. Рекреативци се вика клубот. Исклучиво работиме со позитивни луѓе, насочуваме за позитивна енергија, убави правци во животот и навистина сите се чувствуваат добро во тој поглед. Прекрасно е. Браво што ќе има таков клуб. Ќе го белодоним и навистина ќе се пропаднат сите. Луѓе сакаме да ги тргнеме од политиките безвредно да размислуваат, од кладилниците безвредно. Исправно. Можат како профит со безплат да го добијат. Исправно, да. Мислам. Одлична идеја, ја поддржувам и ќе ви се приклучам на некое случување, ако ми дозволи времето, се разбира, и ако ме поканите на време, ќе дојдеме со екипа на Еден ТВ. Случување во вашата емисија ќе бидете поканети. Одлично. Верувам ќе побуди интерес. Супер. Има интересирано доста од медиумите да, мислам, кога ќе промовираме нашата програма, тоа ќе биде интересно многу. Прекрасна вест, ви благодарам за јавувањето. Вие сте исто така добитник на една моја книга Невели збогуме, нека биде романот за вас. Оставете ваши податоци, ќе искомуницираме по завршувањето на емисијата. Ќе ми однесам на учениците, ќе ми прочитам 9 одделени водам ова година, награда ќе ми дадам на учениците, на најдобриот ученик како поклон ќе ме предадам. Одлично, ви благодарам многу, еве и од мене уште една ќе биде. Комуницираме по завршување на емисијата, секој е добро. Одлично, идеја за вакво здружение на вистина за поздрав. Да се тргнат луѓето, еве го забрането секирање. Видете, мојата екипа во режија, браво режија, многу ве сакам, колку е креативна. Јас уште 2 знака ќе искреирам до крајот на денешната емисија. Како што кажа и гледачката пред малку, забрането, не само вика забрането секирање, а не мислам дека беше, туку да си забраниме себе си да се дружиме со негативни луѓе. Со луѓе кои што само ништо убаво немаат да ти кажат и дури и да не им е нешто тешко, тие постојано само кукаат. Има ли во младата генерација такви деца? Има и сите ги избегнуваат. Да, сите ги избегнуваат и се тргаат на страна од нив. Си се обидела ли ти некогаш вака како посвесна, поодговорна да им укажеш дека тоа е директно за нив лошо? Јас искрено не се чувствувам способна да учам некој како и што треба да прави, но еве ќе кажам, не е срамно да се посети психолог или некој стручен, за да може да направи разговор со негативно наелектризирани деца. Да, тоа многу убаво го кажа, да. Психолозите се затоа и платени, затоа се едуцирани. И јас сакам да, мислам, се уште неам одено, но би сакала да направам разговор разговор во 4 очи. Да видам како и дали е навистина толку страшно, затоа што сите деца на моја возраст, тинејџери се плашат и викаат дека е срамно. Но еве јас како млада тинејџерка, како младо девојче, ќе кажам дека не е срамно и дека убаво е да се посети. Супер. Верче? Тоа мислам дека зависи пред се од свесноста и од општеството. Значи ние во моментов живееме во капитализам кој е немилосрден и кој што со себе си носи и своји доблести и своји мани. Порано во друго некое општество, во социјализмот, луѓето биле научени да им биде се под конец, за ништо не се секирале, имале зона си апсолутно. Да. И сега кога секој треба да си ја заслужи својата работа, својата плата, своето место, значи своето место под сонцево тука кај нас во нашава држава Македонија, веднаш се јавуваат тешкоти и проблеми од различни типови карактери. Конкретно сега зборувавте за деца кои што се адолесценти, кои што се во некое посебен дел од својот живот, кој што е навистина премногу сензибилен и кршлив. И мислам дека не треба тоа некако поинаку да им се представи на таа млада генерација, дека не е тоа табу тема и не е срамота, дека доколку некој има некои своји размислувања, проблеми
или едноставно сака нешто повеќе да дознае од некое стручно лице, дека тоа воопшто не е проблем. Ако каже добар ден, ја денеска сакам да посетам психолог или пак психијатар. Тоа не значи дека тоа се пролекувало години уназад. Така било представено и затоа што пак ќе кажам, едукација е тоа, едукација на население, значи мораме да ги едуцираме луѓето дека тоа не е срамата и дека не е ништо страшно ако некој млад човек посети психолог или психијатар. И страшно е што во училиштата, училишните психолози ги викаат децата само кога има некој проблем. Да, кога ќе се степа нешто, кога ќе се степа некој, инцидент. Некоја, да речеме, инцидент. Тој психолог треба да е во постојана корелација и постојано да има разговори во четири очи, баш за да не се случат таквите нешта и баш за да се воспостави една нормална комуникација со тоа лице кое нема рогови, ниту пак е страшно или срамно да отидеш ти кај психолог. Воопшто. Меѓутоа пак ќе тргнам од фактот дека последните истражувања во почетокот на 90-тите години викаат дека Македонија била некаде помеѓу првите во регионот, значи сега зборувам бивша Југославија, која што била една од најнапредните земји по тоа прашање. Денеска, последните истражувања од минатата година, 2018, покажуваат дека 50% од нашето население е буквално неписмено. Ние сме 60 и не знам кој по редослед по неписменост. Позади нас се само Косово и Албанија. Значи фактичка ситуација. Жално. Сега беше таа статистика. Да. Жално. Пред некој ден. Да. И јас ја прочитав некаде и тоа е навистина многу поразителен. Ако тргнеме од тоа, тогаш мораме да работиме на едукација. Не е битно дали е таа едукација во образованието, во меѓучовечки односи, комуникацијски вештини. Да, еден час пиење на работа. Така. Манифим се може. Да. Италијаните, например, имаат, во Италија имаат после 6 работни часа, значи мора да одат на пауза, затоа што мислат дека не се работно способни и ментално спремни за да одговорат на... Јас и сега тврдам дека ние после 6 часа работно време не сме спремни да ги истераме и тие останати два. Така да мораме, доколку сакаме да бидеме подобри, да се стремиме кон на вистинска интеграција и во светот и во Европа, затоа што таму не простува. Мислам, немаме право на грешка и треба да ги следиме сите напредни трендови. Така е. Јас само сакам да се консултирам со мојата режија. Режија, дали можеби е време за реклами или се уште не? Можеме. Значи, нека ги погледнеме кратките реклами и се враќаме ние на темата повторно. Ние сме веќе во третата третина од денешнава недела во Триво, која што зборувавме за нештата кои не загрижуваат, не нервираат, не прават понекогаш депресивни и во аут не фрлаат, но не секогаш имаме можност да ги смениме. Да речеме, доколку ги набројавме 4 нешта кои што според статистиките се најголеми причини зошто ние често се нервираме за нештата кои не можеме да ги промениме. Поврзани беа со работното место, со политичките случувања, со семејните релации и со љубовните неволји, згоди и незгоди, но дел од нив можеме да ги елиминираме или да излеземе од тој филм, да речеме ако во љубовната врска, брак и така натаму не сме среќни или се наоѓаме дека сме на погрешно место, можеме да излеземе од истото тоа, што не е некој грев, ниту пак ќе бидеме први или последни, доколку не сме задоволни во земјата во која што живееме, можеме да направиме еден храбар исчекор и да ја напуштиме земјата, да одбереме некоја друга земја за живење, што исто така е огромен ризик, но можеме тоа да го направиме. Доколку политичките услови не ни се допаѓаат, можеме од една партија да преминеме во друга партија, или така, нели, ако едната не ни е по кејф и било што слично. Доколку на работа условите меѓучовечки не се како што треба, можеме да најдеме нова работа, но не можеме да излеземе од семејството во кое што сме растеле. Овие по дома не може да ги смени. Овие по дома се тие, децата што сум си ги родила се тие, така е. Најблиските се тие, рода ти се, да. Зошто, како баш тие ти се падна, не знаеш, има нешто, но тие се тие. Има зашто. Како, миле, тука да се заштитиме и како тука да си изнајдеме итри,
да ги надминуваме тие нешта кои и многу нервираат, и многу иритираат, и не сме секогаш, и со најблиско крвносродство ние секогаш не сме иста енергија и иста бранова должина. Нормално, многу нормално. Што би било кога би биле сите исти. Да. Секој по себе е свој карактер, нели? Изградена личност, карактер, бубачки во главата, Мајка родила две деца, едното вакво, другото скроз. Така е, различно. Код комши. Ана и Јана се близнаци, нели? Колку се ти па се различни. Но немаат врска една за друга. Како ги пеглате разликите помеѓу нив? Прво они ќе се испеглаат добро, пошто имаат ривалство, да, нели? Затоа што се различни нормално. И после доаѓа мировната мисија, која што некогаш и ќе свика, нели? Но тоа што кажавме, тие што се дома не можете да ги промените, ниту сакате, нели, нормално. Тоа е ваш производ. Домашен. Но така е, но гледате да разговарате многу, да зборувате многу, да опоменувате многу, но пак мислам додека човек сам не се испече, нема да свати што зборувате, како и ние. Предпоставувам и ти и јас, и Верче предпоставувам дека многу родителите не сме ги слушале. Нели, мислиш дека не е така, но кога ќе излезеш надвор, ќе се судриш со моментите тие што ти ги кажувале, па после ќе сватиш што зборувале. И изгледа најдобро е човек да почувствува некогаш и на своја. Ние сакаме тотално да ги заштитиме од се што е надвор, што не е добро, но тоа е невозможно. Пред некој ден напишав есеј на оваа тема. Ете. Баш требаше да го донесам да го прочитам. И како беше во суштина, во кратки црти есејот? Па за еден настан за кој јас всушност моите родители не се согласија јас да одам таму, но не ги послушав и се што ме предупредија и се што ми кажа излезе точно и од тогаш навистина се трудам се што ќе ми кажат да им верувам и да учам од нивните грешки. Тој пат што они го изоделе, што сега ти го одиш и они веќе им е јасен. Сакале да ти го јас се правам попаметно од нив. Да, меѓутоа суштината на животот, суштината точно. И на човекот како таква е дека не му е својствено да верува на други, своите. Така, својствено му е да... Добро, не мислат дека претерано заштитнички влегуваме, нели, како родители? Најлошо е да учиме од сопствените грешки. Значи, тоа е моја некоја девиза. Само тоа е единствениот пат добро да ги научиме. Точно, меѓутоа тоа е најтешкиот пат. Би било мудро да учиме од другите грешки. Да учиме од се она друго што ќе го добиеме како информација, како сознание од другите, па макар и да, али е мудро да биде така, затоа што стално викаш мене не може да ми се деси ова. Па добро, во последно време не баш, ама ти се деси. Затоа што ако те погоди тебе лично, веќе знаеш, испечена си, нели? И знаеш што да кажеш. Да, ама не може да те погоди 100 пати да си дозволиш милион други работи да те погодат, за да учиш на... Тогаш имаш проблем сериозен ако дозволиш. Да, дали се работи за обкружување работно, каде што нели може да те повредат одредени ситуации и нешта работи. Меѓутоа треба мудро сепак треба да им дозволиш да те повредат, знаеш. Нели? Ама се збориме во глава. Треба да се случи, нели? И грешките кога ги повторуваме, изгледа мораме да ги повторуваме за да ги запамтиме. Па добро, се тоа не баш паметно. Добро. Но ете тој е моментот со децата, нели? Да видиме некој. Сакаме да ги заштитиме, можеби презаштитнички. Добар ден, повелете во програмата. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Поздрав. Благодарам. Програма ли сум? Да, јас ја молам режијата една по една да ни ги дава гледачките, за да можеме добро да се разбереме. Повелете. Поштована водителка, се јавам од Идопторско село, иначе сум амерички пензионер. И сакам да ви речам, програмата ви е многу убава, ова корпат беседам и денеска са бајле ја испеате Санта Лучија. Тоа беше мое најголемо задоволство. Прекрасно. Мене ми е Милошена Битолченка, има толкова глас и што сте на телевизија. И што зборувате про ова оригинал македонски. Па јас сум оригинал македонка, не можам да бидам јас фалсификат македонка. Не, во Македонија зборувате многу од веќе. Многу баво емисија водите, темите се ексцелент, на големо ниво. Благодарам многу. Сега и
пријатно. Пријатно, се најубаво, не вели збогум една книга оди за оваа гледачка. Представете се, ве молам на режијата, оставете податоци за да ве најдеме. Дали имаме ние и другата гледачка која што ни се вклучи во меѓувреме? Ало? Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. И благодарам. Ви благодарам. Горда од Скопје. Како сте? Супер. Одлично. Во вашата емисија прекрасно се чувствувам. Затоа што сметам дека една од најдобрите емисии што ја водите во смисла што имате постојано гости од нашата естрада. Супер. А познато е дека во светот музикотерапија е терапија која што се применува кога не ја помнате меѓу другото. Апсолутно. Така е. И со песните што ги спомнуваат, и со фреквенција одедени која во светот се лекуваат многу успешно одедени болести. И успешно. А светот е секојдневие и тешко можеме да го надминеме. Меѓутоа и нашиот животен пат на секого му е зацртан. Имаме лични проблеми кои што треба да ги надминеме спремни, а да ги слушаме и советите од постарите, односно да се учиме на туѓи грешки, не на своји, како што понавече Пандилова. Така е. Кој има среќа да учи на тугите грешки, тој е навистина среќен човек. Среќен, да. На своите многу тешко ако се учиш. Веќе постојано ќе бидеш во раскорак со времето, постојано ќе патиш. Не, тогаш ќе ги научиш. И болест. Да. Но како велат старите, нели, секој си го носи својот крст и ние никој не знаеме како ни е дадено. Вие сте ни пример ние имале Кузмановски како треба да го надминеме секој стрес. Така е. Ви благодарам многу што ни се јавивте и вие денеска. Уште една книга имаме и за вас, не вели збогум, оставете ваши податоци во режијата и ви посакувам пријатен остаток од ова неделно попладне. Мислам дека немаме повеќе гледачи овој пат. Имаме. Сепак имаме, вели режијата. Ајде да го чуеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, кој ни се јавува? Се исклучи овој гледач, но како и да е, ние сме тука уште некои 2-13 минути. Мартија ги спомна сите оние нешта за кои пишуваше во есеот. Кажи ми како најмлада во ова наше денешно друштво, а потоа и Верче ќе ми каже од сите нејзини досегашни истражувања. Некако, извини, јас го имам... Се шегувам. Јас ја имам често. Привилегијата. Не ви давам никој да видите од другата страна на границите. Како се ги надминуваш овие генерацијски јазови, разлики? Тебе појавувањето во она шоу пред 3 години, каде што блесна и каде што за прв пат те видовме, тебе некако те принуди на брзина да пораснеш и да ја понесеш одговорноста што ја имаат возрастните од многу мала. Да, па можеби шминката кажува нешто друго, но јас сум едно нормално девојче кое оди на училиште. Нема малце повеќе обврски во смисла на тоа дека идам на емисии, посветувам време на музика, на снимање на нови песни моментално и можеби тоа ме прави поразлична од останатите деца, но јас сум исто една тинејџерка која што сака да се дружи, сака да оди на училиште, мислам, не секој сака да оди на училиште, но јас сакам да одам на училиште и... Но ти направи ли стрес тебе популарноста која што преку ноќ ти се случи во животот, ти влезе во еден сладок хаос, многу мала, многу... Можам да кажам да, но тука беа мама и тато да ме смират. Како што си и сега тука? Да, како што си сега тука и ми направи мал хаос во себе да мислам дека сум нешто најдобро и дека сум совршена. Всушност станав недостапна и за моите родители, да не можа ништо да ми кажат, буквално бев во облаците горе, но се спуштив, се приземив и се освестив што сум правела всушност и која сум сега. Да, во тоа време се видовме ние и имав прилика и тогаш да ја почувствувам оваа твоја смиреност, затоа што сватив дека многу добро го одработиле тоа твоите родители, зашто навистина секоја... Кем се заблагодарам од срце. Секоја им чест. Навистина ми значи. Да. Верче, кога веќе ги спомнуваме сите 4 причини од нашите простори извадени од анкетите, љубовните релации не можеме тука да ги оставиме. Раатот и љубовта, ќе видиш во животов, таа не движи. Од љубов сме создадени, за љубов живееме, некои за љубов, не дај Боже, и умираат. Точно така. Но колку... Од секогаш од постоењето на светот било така. Да, војните се воделе за најубавите жени. И сите песни се отпеани за љубов. Апсолутно, значи
ти барем знаеш, што дури учевме заедно во средно музичко училиште, па на факултетка истиот професор, мораме да кажеме за гледачите, Благојан Николовски, кој што беше доаен на македонската оперска сцена. Научивме многу работи за љубовта преку оние пишани дела кои што останале низ историјата, опери, љубовни трагедии се случувале на сцена. Да, апсолутно, и се пронаѓавме можеби себе си, можеби тоа не беа првите чекори, кога осознававме какви видови на љубов имало некогаш постоеле. Колку потрагична, колку поголема. Така е, да. Во љубовта нема ништо да е големо, а да е среќно. Да. Мислам, ретко се случува некоја среќна љубов голема, да биде како вашата со Звонко, нели? Пала. Но сите големи љубови некако ги пратат некои големи трагедии. И како човек да остане равнодушен, смирен, да не се потресува и како да ги износи сите тие љубовни јадови и маки и страданија? Па видете, на планетата Земја има 7 милиарди луѓе. Тие 7 милиарди луѓе, ако денеска сте запознале некого и тој некој не ви одговара, како што и вие кажавте на почетокот на емисијата, тогаш не значи дека животот треба да ви помине во јад и беда и да се самослужалувате себе си. По планетата Земја, значи дека може да имате нова можност и нова шанса. Ма има да го барам. Не знам как, само да сум сигурна дека тој е тој. А кога сигурноста? Не сум сигурна. Да, ама Суза, знаеш како, жените се многу интуитивни и инстинктот и интуицијата кај жените па дефинитивно 100% поразвиена од кај мажите и секој ни имам примери, нема седи. Така да. Секакви има и такви. Да, меѓутоа треба да си го следиме собствениот инстинкт и собствената интуиција во однос на тоа, така да... Значи, извини да се нашала малку. Абе, мала дигресија, се разбира. Туку кажи ми ти мене, добро, се пошегувавме малку, кажи ми... По дома добри сме, супер сме. Трошиме ние негде последните минутки тука за денешново дружење, не те прашав ништо на музички план, ми кажа, и Мартија ми кажа, и Миле. А ја дојдов со подарок, чекај, јас утето на гости која одиш, не си иде без бакшиш. Значи, вие тетов си сте пример за себе, ова е за тебе. Ти благодарам многу. Јас ќе ви подарам по некоја книгичка. И тука, бидејќи ајде рековме, тука е, ова мислам дека го имам, белото знаме е врв, ама ова го немам. Да, тоа е последното едно, CD кое што... Ќе ги покажам, да ги погледнат и нашите гледачи. Ги има ли верче во продажба да се купат? Да, ги има во градски трговски центар во Југотон, меѓутоа највеќе се продаваат преку интернет продажба, ги има и на Амазон, и на eBay, нормално. Да, сите ги има и песна по песна, ги има и комплет заедно. Одлично. Епа, режија, тука е време да им подариме ние по нешто на нашите драги гости, како што им подаруваме многу често и на сите претходни. Јас ќе морам да се придвижам малце. Нашите пријатели од ДМ ви подготвија тука по едно пакетче. Верувам дека многу добро ќе ви се вклопат во сето она кое што си го користите за секој ден. Треба помош? Ова во левата велат дека е за Миле. Миле, вака прво тебе ќе ти го дадам. Убаво ви ги спакувале машки и женски. Повелете. Чекај, овде пишува Мартија, извини. Дури ви ги посветиле, може и по некое писмо имате, не знам како и да е. Нешто месечи на батал. Значи, верувам дека убаво ќе се најде за сите во дома. Сега уште пред самиот крај, пред да ги замолиме Жулија Акустик нешто да ни отпеат, за да си се одјавиме ние убаво и да одиме на ручек, бидејќи нашиот ручек е во недела секогаш подоцна. Сакам вака како сиже, значи утврдивме дека е забрането секирање, ве молам режија, уште еднаш дајте ми го знакот, оној убав прекрасен знак е вака, ако немате сите по една секира, јас наредно гледање ќе ви подарам по една секира и ќе ја прешкртам, бидејќи навистина во ова стресно, бурно, секојдневие во кое сите ние се обидуваме да дадеме парче среќа и да го разубавиме овај универзум со нашето постоење. Навистина нас секирацијата и секирата не ни е потребна во животов, сакаме сите да бидеме
добри, да бидеме расположени, да бидеме на висина на задачата. Токму од тие причини, Верче, кажи ни некоја порака како вака ти лично ќе ги мотивираш, односно ќе ги насочиш гледачите што да прават и со кои други техники, кажавме она што го кажавме за јогата и за спортувањето, но што друго да прават за да си дадат смисла? Да се навратат код себе си. Прво и основно, дека мораме да се промениме самите себе си, како што кажав, бидејќи не можеме светот и околината да ја промениме и ќе ни биде многу полесно и полесно ќе дишаме и ќе живееме тамо каде што сме, значи во на наше обкружување, нормално да слушаат добра музика секогаш, да се смеат пошто е бесплатно исто така секогаш, пошто тоа многу добро ќе им влијае врз расположението и едноставно дека ако некој сака да ги повреди на одреден начин со тоа што ќе им каже дека вие денеска сте корпа со отпадоци, дека не треба да се чувствуваат така. Затоа што зборовите не значат ништо и зборовите не можат да повредат ако ние не им дозволиме. Така да, на врвучинија на целото ова, навратете се кон себе си, едуцирајте се, следете што се случува таму некаде надвор, да се обидеме, барем јас за себе си тоа практикувам последниве години, секогаш да бидеме подобри од она што сме биле претходно, затоа што само така можеме да достигнеме нешто повеќе. Многу убаво кажано. Ти благодарам, Миле. Па све кажа вече, не ми ости да кажем исто. Кралски. А една кралска речи вака. Една кралска за крај. Како кралот ќе му се обрати вака на целото кралство. Врисни, Миле. На кралство, да. Кој кралј свик дивини. Круна немам да ти дадам, ама речи една по кралски. Види, животот е многу едноставен, само треба да си го направиш да е добар и да ги одбереш луѓето околу тебе, тие што те исполнуваат, тие што ти даваат енергија, па и соработниците, барем ние имаме право да ги одбереме тие што ги сакаме да се до нас, да пишуваат за нас, да работат со нас и така натамо. Семејството, рековме, не можеме да го менуваме и да сакаме, а не ќеме, нели? Тие се дел од нас, сме ги создале и имаме обврска према нив. И тоа е, дружба убава, па ќе се испразниме, ние барем имаме вентил песна, нели? Ќе снимиме, ќе работиме и во најтешките моменти сме работеле, така да работата го одржува човекот. Креативноста секако. Песната уште повеќе. Песната те крева. Убаво е да чуете, нели, ќе ве сретнат луѓе. Ги слушавме таа и таа песна, ни се допадна. Има луѓе ќе ти кажат, Миле, мислам дека таа и подобра. Ако, убава е, секоја критика е добро дојдена. За тој што знае да ја прифати. Секако, секако. Ба, немам ја суета, искрено, немам проблем со тоа. Општо зборуваме. Општо, да. Секако. И драго ми е кога луѓето ќе ме сретнат и сака да те гушнат, да се сликаат со тебе, да те прашаат нешто. Секако. Небитно, општо од животот или каде настапуваш, каде пееш, да дојдеме да те видиме и така натаму и така натаму. Тоа импонира во секој случај. И што кажа Верче, нормално. Гледај што помалку нервози, помалку секирче, секираци и терај го својот филм. Така е. Мартија? Јас ќе кажам само како што кажа Миле, дека треба да ги одбереме правите луѓе да се околу нас, затоа што 5 луѓе што се околу тебе, всушност те опишуваат каков си ти. И навистина ми значи кога има позитивни луѓе околу мене, затоа што кога и да се чувствувам нервозно или за нешто се секирам, само ми треба некој да дојде да ми каже добре си, супер си. Да, и тие те разбираат. Нели? Те разбираат што им кажуваш. И секогаш треба да се дружиме со успешни луѓе. Со луѓе кои што се многу подобри од нас. Нешто што ни направиле во животот, така е. И предизвик, да. Така е, ете, затоа сакав да не има и од различни генерации. Токму и затоа Мартија е присутна во ова друштво, наше назрели сениори, тука ветерани. Мене ми е пријатно, искрено се научив од сепо нешто. Затоа што нејзината зрелост и харизма на таа возраст навистина многу кажува дека не се сите млади луѓе седнати на телефоните и не ги интересира ама баш ништо, туку ги интересира многу и што да научат и како да бидат подобри од вчера, она што го кажа и Верче.
Ви благодарам многу што ни бевте наши денешни гости. Драги мои, вам ви благодарам што како и секоја недела, така и оваа недела најдовте време да ги оставите обврските или порано да ручате или подоцна да ручате по завршувањето за да бидете со нас, да ни се вклучите во живо. Да ви кажам уште еднаш да повторам дека од денеска и официјално го забранувам секирањето. Да имам време и да имам можност, и јас би регистрирала едно здружение како оној гледач кој што се јави и тоа би го крстила антисекирација, нели? Антисекирче да ни биде заштитен знак и на вистина песната и јогата би ни биле број 1 техники и вештини за исцелување, за подобрување на расположувањето и тогаш може како орлите ќе живееме 100 и кусур години, па кај ќе ни биде крајот после, Милени? Тоа е веќе па друга тема. Да. Дали ќе ти дозволат до толку? Дали ќе ми дозволат толку век ми текна, еве, подарувајќи ги книгите, ми текна што сум напишала пред 5-6 години овде на задната корица од една моја книга, бидејќи една од важните работи за кои што треба да бидете среќни и да се погрижите, ева да го чувате вашето тело, значи вашето физичко, но и вашето духовно, емоционално и енергетско тело и сум напишала вака: твоето тело е единственото превозно средство кое ти е дадено да те служи до крајот на животот. Затоа сакај го со сите негови несовршености, особено внимавај какво гориво користиш и дали редовно го сервисираш, бидејќи во второто полувреме од животот тоа ќе почне да те казнува и ќе ти наплати за целата твоја негрижа и ноншалантност. Јас веќе сум на прагот на второто полувреме од животот, за вас не знам. Рано вие се уште, но внимавајте, драги мои, навистина внимавајте што јадете, како живеете, со кого се дружите, со некоја комшика, ако не ви е убаво кафето, па и не мора да го пиете, или со некоја колешка, ако не ви е баш погодена како што треба. Сакајте ја својата земја, како што си ја сакаме сите ние овде. Обидете се да го направите животот што поедноставен. Обидете се сите да бидете парче придонес повеќе за поубав наш живот и се разбира, не престанувајте да гледате еден ТВ, бидејќи тука никогаш нема да ви биде залудно потрошено времето. Благодарност се гледаме ние со некој следен повод, а Джулија Кустик ќе ни ја подарат последната завршна номера за ова наше дружење. Довидување. Најди време, лиду до вечер, на мени крај мене. Најди начин, лиду до утро, на спи се крај мене. На посела кабела, и на неја лиду ти и ја. На посела кабела, и на neja lili, i na neja dudu, i na neja li dudu ti i ja. Najdi vreme, lidu do večer, na mini kraj mene. Najdi način, lidu do utro, na spise kraj mene. Na postel